Добар ден, почитувани, и добро дојдовте во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостин оваа недела е председателот на Либерално-демократската партија, господинот Андреј Жерновски. Господин Жерновски, власта усвои измени на изборниот законник, за кој тврди дека се во согласност со забелешките на меѓународните организации од минатите избори. Како кандидат за градоначалник од Сдружената опозиција, дали сметате дека имаме подобра легислатива? Ние како опозиција побаравме да се инкорпорираат забелешките на ОПСЕ и ОДИР, кои што беа јасно набележени по последните парламентарни избори. Значи, не беа тоа забелешки на опозицијата, па да бара некакви посебни услови или услови кои што ќе ја одговараат на опозицијата, туку нешто што е потребно за Република Македонија, бидејќи меѓународниот фактор оценува дека нема во Македонија се уште услови за онакви избори како што треба да има една членка која што има аспирации да биде полноправен член на таа унија или на НАТО. Очигледно тие не се прифатија, што се разбира остава еден отворен сомнеш не кај политичките партии, кај граѓаните воопшто дека нема спремност за фери демократски избори. Сакам нешто отворено да порачам преку овој интервју. Сега зборам во име на Либерално-демократската партија, но верувам дека тоа ќе биде и став на опозицијата, бидејќи тоа го туркам во разговорите. Доколку нови избори констатираме макар една како да кажам, еден обид за фалсификување на изборите, еден опит за измама на волјата на гласачите, ние ќе излеземе на улица. Актуелни се избирачките списоци и нивното прочистување. Како според вас се одвива овој процес? Веднаш на самиот почеток беше констатирано дека во избирачкиот список има луѓе кои што не поседуваат валидни биометриски документи. Така што мислам дека добро започна процесот, но повторно прсите ги вмеша политиката со една желба да повеќе доминираат оние кои што се гласачи, нели, сигурни, цврсти за власта, а не да има некое дополнување кое што ќе представува неизвестност на крајот на криштата за владата. Не верувам дека тие сите ќе гласат за опозицијата, но представува нешто што допрва треба да биде работа во наводници на владната коалиција. Меѓутоа, пак ќе кажам, доколку не се создадат фери демократски избори, јас навистина не гледам причина зошто опозицијата би учествувала на такви избори. Тоа ќе биде прво не само суицидно, самоубиствено за опозицијата, ќе биде многу наивно опозицијата да учествува на такви избори, но што е најважно, такви избори ќе штетат на интересите на Република Македонија. Дали постои можност опозицијата да ги бойкотира предстојните избори? Гледайте, ако имаме власт која што не сака фери демократски избори, ако на нивните партиски составници се зборува дека на денот на изборите ќе биде употребен и фалсификат, иако треба да бидеме начисто дека притисоците не се прават само на денот на гласање, туку цел период, тогаш не гледам зашто опозицијата би дала легитимитет на такви избори. Покрај изборите актуелни разгорувањето на меѓуетничките тензии. Забележавте дека премиерот е отсутен во услови кога во Република Македонија се промовира идејата за голема Албанија. Дали отсуството на шефот на владата е единствениот проблем во една ваква ситуација? Гледайте, горчливо е чувството што во тие моменти кога се газеше достоинството на македонците, јас не сакам да звучам сега како некој политичар кој што се бави со етнички проблеми и застанува на браникот на таа политика, бидејќи не сум таков, меѓутоа беше горчливо чувството да во сопствената земја се чувствуваме како тугинци. Зошто доминира во тој момент премиерите на Албанија и на Косово заедно со Али Ахмети, затоа што немаше домаќин во Македонија. Премиерот побегна надвор. Побегна по најавата какво ќе биде сценариото на таа прослава. За жал, таа прослава не беше во рамките на тоа што треба да биде како една заслужена прослава на тој празник, особено што е 100 години од независноста. Меѓутоа, тоа прејасна во една демонстрација на моќ и отворени повици за голема Албанија. Меѓутоа, во Македонија не беше премиерот тука за да не заштити нас како граѓани. Ние бевме оставени на цедил. Сосем е јасно според природата на таа посета дека тоа не беше официјална посета. Прочитавме дека се посетени од страна на премиерот винари, супермаркети, библиотеки и што е најцинично, неколку болници во САД. Се посетуваат болници и доктори во тој момент кога одиме штрајк оправдан на лекарите. Тоа е штрајк кој што на крајот на криштата, на крај штетата ќе ја платат тие што се лекуваат, значи граѓаните во Република Македонија. Не сакам да имам премиер, се зборам како граѓани кој што бега, кој што ја остава државата на цедил, кој што 14 дена го нема никаде, не може ни став од таму да даде, а има медиуми каде што може да го даде свој став, туку одлучува дека најдобро ќе биде да побегне од државата.
Да завршам со тоа дека моето чувство е дека на почетокот граѓаните му беа лути на премиерот што си замина, а сега мислам дека му се лути што се врати во држава. Го споменавме здравството, докторите штрајкуваат против моделот за плаќање по учинок. Либерално-демократската партија побара оставка од министерот. Дали со тоа ќе се решат проблемите во здравството, имајќи предвид дека специјалистите се жалат дека нема доволно лекови на позитивната листа, а имаат и укази со кои се бара да штедат на инсулин? Не гледам веќе друго решение. Мислам дека, како и во животот и во политиката, човек треба да ги признае грешките. Може би еден проект кој што министрот за здравство или министрот за секој ресор очигледно имал добра намера или имал намера некоја да направи нешто позитивно, кој ќе видите дека тоа носи штета, треба да признаете да се повлечете. Овде се работи за едно инејатење, кое што ќе оди дотаму да, пак ќе кажам, не само што ова е едно омаловажување на докторите, туку е на крајот на криштата се несе огромна штета на крај на, како што кажав, на сите граѓани, оние кои што се лекуваат. Убаво кажа доктор Ставрич каква е таа грижа за пациентите кога се намалува користење и на лекови и така натаму, што значи дека тезата која што сега сака да протне министрот, да ги насочи граѓаните против докторите и нивното однесување, повеќе не држи, значи и таа стратегија нивна падна во вода затоа што се гледа дека како што кажав, штетата ќе трпиме сите ние подразбирам граѓаните кои што треба се лекуваат во оваа држава. Како надеж за подобра иднина, владата го промовираше буџетот за 2013 година. Значи се предвидува економски раст од 2%, се ветуваат капитални инвестиции. Сепак бројките во самиот документ покажуваат дека енормна сума на пари се трошат за враќање на кредити. Дали имаме развоен буџет или пак народна каса за преживување? Ова е веќе народна каса за преживување, затоа што веќе ни Државниот завод за статистика не може да ги сокрие податоците. 2,42 милиарди евра изнесува долгот на Република Македонија. Ако се земе предвид кредитот кој што се зема од Светска банка од 50 милиони долари и продажбата на државните записи, на крај ќе дојде до 2,5 милиарди долари. Многу е побитно што за една година долгот е зголемен за 400, со ова што кажав на крај, ќе дојде до близу 400 милиони евра. Што се однесе до растот, ние имаме министер за финансии кој што предвиди дека оваа година ќе имаме раст на македонската економија од 4,5-4,5%, а ние сме 6 месеци веќе во рецесија. Можеме да зборуваме слободно за бедните приливи од странските инвестиции, тие во првите 9 месеци изнесуваат 44 милиони евра, или ако сакате 5 пати помалку од лани. Нешто пред зборувавме за посетата на премиерот, за оние роудшоа, на крајот ќе излезе дека тие посети чинат со таа цела свита, па и со сопругата заедно, чинат повеќе од вкупниот прилив на странски инвестиции во Република Македонија. За жал, зборуваме за влада која што има најпоразителни достигнувања, успеси во наводници во економијата, и оваа влада ќе остане запаметена како влада која што ја донесе најголемата сиромаштија во историјата на Република Македонија. Кој е излезот од една ваква ситуација, да се стопираат непродуктивните инвестиции? Гледате, ако вие како премиер излегувате со став дека нудите еден пакет со кој што ќе се стабилизира кризата или ќе се ублажат, да бидеме попрецизни, последиците од кризата, а во тие мерки прво не кажувате воопшто дека ќе го стопирате проектот Скопје 2014, туку напротив продолжувате и понатаму. Понатаму не велите дека ќе скратите од безсмислените рекламирања на владата, туку продолжувате и понатаму, тогаш очигледно станува збор за една гарнитура која што нема намера да се откаже од тие ставки, односно да и не може на крајот на криштата, можеби сака, и еве и да верувам дека сака, но не може да ја консолидира ова девастирана економија. Затоа пак ќе кажам, убеден сум дека нема друго решение освен да се смени оваа власт. Господине Жерновски, ви благодарам. Благодарам многу за поканата. Тоа е се за ова неделно интервју на Радио Слободна Европа. Повторна средба за 7 дена.